нова тема за која што разговараме со гостинот кој што ни пристигна веќе во студиото 3 на Македонската телевизија. Утрешниот ден, 7 декември, е меѓународен ден на цивилното воздухопловство. Од 80 години откако 52 држави во светот ја подпиша Чикашката конвенција, основата за формирање на меѓународната организација во која што членуваат 193 држави, вклучително и Македонија од 93-та година. Меѓународната цивилна авиација е важна од многу аспекти, меѓу кои и социјалниот и економскиот развој на земјите. Колку македонскиот авиосообраќај е безбеден, брз и ефикасен и во кои насоки треба да се унапредува. Ово утро разговараме со Драголјуб Пачев, дипломиран електроинженер по телекомуникација од Агенцијата за цивилно воздухопловство. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, благодарам за поканата. Имаме убава тема за разговор. После колку години во Македонската радио телевизија? Не споделивте убава приказна за Македонската радио. Да. Што биле мотивите и кои се придобивките од подпишувањето на Чикашката конвенција? Да почнеме малку историски. Така е, за да ви одговорам коректно на ова прашање, мора да го погледнеме историскиот контекст кога ова се случило, значи кога е подпишана Чикашката конвенција. Вие во вашиот увод најавивте дека тоа било 1944 година. Знаеме дека тоа ше е крајот на Втората светска војна. Во Втората светска војна воздухопловите биле многу користени, воздухопловната индустрија нагло се развивала. Имаме технологии кои што се дошле на светот од тој период, како што се радарската технологија, млазните мотори, радионавигацијските уреди, и било јасно дека воздухопловството ќе продолжи да се користи за цивилни цели. Тоа било прв мотив да може да се овозможи и слободен проток на луѓе, роба и пошта. Тоа било интересно во тој период. И за тоа била формирана група, биле поканети 52 земји, како што кажавте, да подпишат таа Чикашка конвенција, во чија преамбула на почетокот уште стои дека ултимативно се обезбедува слобода на движење на луѓето, робата и воздухопловите. Се овозможува прелет, а при тоа да биде загарантирана неприкосновеноста на небото на земјата, чија што, да кажеме, собственик е. Значи, тие се двата мотиви, да се овозможи слободен проток, а понатаму тоа овозможува и формирање на меѓународната организација за цивилно воздухопловство ИКАО, кој што понатаму пак ги пропишува сите стандардни препорачани практики кои па што овозможуваат сите земји во светот да ги почитуваат. Знаете, еден воздухоплов кој ќе полета од една држава, прелетува 10 држави, слетува на друг континент, значи истите правила мора да важат, истата фразологија да се користи така. Живееме во глобално небезбеден свет, па верувам дека и граѓаните ги интересира информацијата колку е безбедно македонското небо. Голем дел од граѓаните го обожуваат авионскиот превоз. Да. Во право сте, значи постојат кризни региони во светот каде што се одвиваат воени дејства. Во тие региони е забранет прелетот на цивилните воздухоплови, што е за жал. Од друга страна можам да ви кажам дека секојдневно добиваме информации за одредени проблеми во навигацијата во делот на Балтичките земји, например, или во источниот Медитеран, каде што е попречуван GPS сигналот за глобално позиционирање, што авионите го користат, и тоа е јасно ставеното знаење, авионите го избегнуваат тој воздушен простор. За среќа, Македонија е далеко од тие региони, кај нас воздушниот сообраќај е безбеден и се одвива тековно. Во однос на квалитетот на кадрите кои работат во авиација, нема дискусии, нема ниту компромиси, сите стандарди мора да се запазени. Тоа значи знаење, бројни обуки, сертификати како дел од CV-то на секој вработен. Затоа го поставаме прашањето колку и како е екипирана кадровски македонската авиација, има ли доволно и по број и по квалитет, и што значи комплетна подготовка за работа во авиација. Да. Лесно е да кажеме дека сакаме тоа да го работиме, вака не изгледа на нас интересно обичните граѓани. Но вие си знаете што се треба да се неколку прашања во вашето. Па значи, а не ви дадов пенкало да ги запишете, не, се надам да. Значи пред се најбитна е првичната селекција на кадрите. Ако се направи добра селекција, ние имаме добар систем понатаму за развој на кариера на воздухопловните стручњаци, затоа што нашата држава ги има прифатено сите европски регулативи, што се однесува вклучувајќи и на обука на кадри.
подразбира пилотски персонал, кабински, воздухопловен технички персонал, персонал во контролори на летање и така натаму. Значи, ако се направи добра предселекција, имаме гаранција дека понатаму ќе изградиме добар воздухопловен кадар. Имаме добар пример последните години. Регрутацијата на контролорите на летање се одвиваше преку ФИС тест, меѓународно признаен тест за селекција и резултатите беа одлични. Во однос на тоа дали имаме доволен број на кадар, веќе тоа е друго прашање. Во одредени области да, во одредени области знаете дека ова лето на пример беа повикани 20 пензионери за да ги гасат пожарите, значи тој кадар не се создава лесно, потребен е период. Значи треба навремено планирање и регрутација за да имаме време да ги завршите обуки да постигнат перформансите потребни. Дали тоа значи дека ни е потребна повеќе кадар? Дали ова професија, зборувам кога станува збор за авиосообраќајот, сите сегменти беа посакувани професии? Дали е тоа се уште така кај младите? Има ли интерес? Па ние сите треба да работиме да им го доближиме воздухопловството на младите. Значи треба да бидеме присутни во основните, во средните училишта, треба да ги мотивираме родителите да ги носат децата на спортските аеродроми. Ние имаме овој спортски аеродроми со убава инфраструктура во Скопје, Битола, Штип, Куманово, значи децата треба да бидат запознаени. Имаше една убава иницијатива, вие мислам дека презентиравте тука Скопје Airfair, каде што исто така одредена организација проба да им го доближи воздухопловството на децата. За мене тоа е најубава професија, секако. Кога сме веќе на темата, би сакале малку да проговориме и за летовите, ајде статистички да убави барем се податоците. Ако нели направиме споредба, само во месец август имаме покачување од 10,1% споредено со истиот месец минатата година. Заврши летната сезона, некако во лето се бележат глобално повеќе летови за разлика од зимската сезона. Колку прелети сме имале во летниот период споредено глобално и колку и дали кризите влијаат на авиосообраќајот или се уште добро се држи и на нашето небо во однос на регионот и останатите аеродроми? Значи, кај нас сообраќајот е сезонски, што значи во летните сезони е со голем интензитет, во зимската сезона е со намален интензитет. Ние перманентно бележиме пораст на сообраќајот, значи во континуитет. Се разбери, имавме голема стагнација за време на пандемијата, но од тогаш натаму повторно сме во постојан раст. За оваа година бројките кажуваат дека заклучно со ноември имаме околу 7% пораст. Тоа е над просекот во Европа, но можеби е малку помалку од некои соседни држави каде што имаат поголем прираст. Ние имаме оваа година најдобриот месец август, имавме преку 30.000 стварени летови, што е стварно импозантно. Се доближуваме, да речеме, до теоретските капацитети, максимални капацитети на нашето небо. Неслучајно се решивме денеска да ја отвориме оваа тема во очи денот на цивилното воздухопловство, за да споменеме дека од неколку аспекти ни е значајно цивилното воздухопловство. Едната не поврзува со сите точки од светот, но има голема улога и во социјалниот и во економскиот развој на земјата простата. Да, точно. Тоа е особено битно за држави како што е нашата, која што е континентална, нема излез на море, со релативно неразвиен железнички сообраќај, така да воздушниот сообраќај кај нас е многу битна, игра многу битна улога за развојот. Од друга страна, знаете дека нема развиено општество, кај што воздушниот сообраќај не е исто така развиен да го следи развојот на општеството, значи се следат. Благодариме многу за разговорот. Верувам бевме интересни за гледачите со прашањата и со одговорите кои што ги добивме од ваша страна. Секако можеме да го честитаме утрешниот ден, така? Секако благодарам за поканата и честит празник на сите воздухопловци. Благодарам. Благодариме за гостувањето.